Продолжуваме со вториот дел од вечерашната топ тема и мои гости се четворица средношколци од Кочанското средно училиште Гошо Викентиев. Добро вечер за Мија Андреева. Добро вечер. Сара Николова. Добро вечер. Велинчо Китанов и Матеа Саздова, сите четворица дел од еден иновативен проект Ризоник, еколошко средство за чистење од Лушпа од Орис, кој што ви ја донесе втората награда на надпреварот за млади предприемачи Попри Интернешнл, поддржан од Европската стратегија за Јадронско-јонската иницијатива ЕУСАИР во Крит. Како ве пречека во школа од Крит? Имаше честитки? Да. Како се роди идејата за ова средство, бидејќи вие сте средношколци во стручно средно училиште, сите ми рековте дека сте информатичари, а производот од вашиот ентузијазам е ова средство за чистење, кое што еколошко средство за чистење, кое што на крајот ќе го демонстрирам. Па идејата прво се роди бидејќи ние сме од Кочани и Кочани е многу познат по оризот и ние секој ден сме изложени на колку тоа лушпите од оризот се фрлани и палени и ние наместо да ги фрлиме, ние решивме да создадеме нешто корисно што ќе ни користи и на нас и на планетата и со тоа го создадовме Ризоник и прво бевме на надпревар тука во Скопје, каде што освоивме прво место и потоа со тоа отидовме во... Да, ова е признаницата од Попри. Како дојдовте? Кој е кумот? Ризоник. Ем да подсетува на наше, а е модерно ако во иднина решите да го комерциализирате. Има куми или сите заедно некако? Дека они двете. Кој? Сара има теа. Да. Ризоник е како спој од два збора, Райс и Соник. Райс е ориз на англиски, а Соник е нешто брзо. Нашето средство е брзо во чистење и создадено ориз, па затоа го искомбиниравме тоа. Мија, колку време работевте на развојот на овој? Па за првиот надпревар работевме од прилика 1 месец, се спремавме целосно со презентации, со истражување финансиски, што како ќе биде, за да успееме на крај да добиеме и прво место. Се почна во училиштето со менторска помош или имавте поддршка и од НАТО? Велинчо? Па, прво се собравме ние четворица, меѓу нас решивме да учествуваме на овој надпревар. Пред се сакам да се заблагодарам до нашата менторка, нашиот класен раководител Роза Војновска, исто така и до Центарот за знаење, преку кој освоивме прво место и ни овозможи да учествуваме на овој надпревар. Имавме помош и од хемичарка, која ни помогна да го создадеме рецептот за средството до крај, затоа што на надпреварот во Скопје отидовме само со правот, а потоа создадовме средство кое тука се сите, значи се почнува од ова што Сара беше така, што Сара рече дека обично се фрла, ова се лушпите од ориз, што правите со нив за да дојдете до ова ви е првата фаза, ова е право, така. Што и како дојдовте од ова до ова фаза, па после ќе дојдеме до последната. Ајде, кој дел ќе го објасни? Па прво оризовите лушпи ги ставаме во печка, што е како затворен систем и не испушта штетни гасови. Во печката тоа тлее и се станува таков розов како прав. И потоа ние заедно со хемичарката која што спомена Велинчо, заедно направивме рецепт и тоа е нашиот производ. Велинчо и Мија, колку време трајат тие експерименти? Од прилика целиот процес е 2 до 3 сата во печката и потоа настанува тој прав кој го спомнав. Тлеењето трае може да трае до седмица. Да. И потоа да ја создадеме пастата, тоа е брз процес. Нема потреба од стоење или нешто слично за да
почне да има ефект. Има ли интерес од некого сега за иден развој на овој производ, бидејќи еве вие сте биле и креативни, го имате и логото и брендот. Што понатаму? Па понатаму сакаме да го развиеме овој процес, да овој производ да стане познат, македонски производ, еко производ за чистење. И се надеваме дека еден ден ќе го погледнеме и на рафтовите по маркетите, дека ќе го има и дека ќе е познат. Исто така ќе биде ефтин, но од друга страна ќе биде по природен пат и нема да штети за здравјето на луѓето. Што има внатре или не тоа останува тајна? Тоа останува тајна. Знаев дека тоа ќе биде одговорот. Оваа награда која што ја добивте и ви беше доделена на Крит, беше во категоријата за средношколци, надпревар, мислам колку бе, 6 или 8 земји? 6 земји. Дел земји членки на Европската унија, дел од регионот и не е само обично признание, туку нуди можност и за чекор повеќе. Што е тоа? Во октомври ќе се одржи исто така хакатон во Словенија, во Нова Горица. Хакатонот нема да биде поврзан со нашиот производ, но сепак мислам дека ќе имаме шанса да разговараме повеќе на таа тема таму и можеби да имаме следен чекор да го развиеме производ. Доколку не таму, би сакале некој од нашата земја или например од нашата општина да покране иницијатива за да можеби го реализира нашиот проект понатаму. Колку беше и каква е поддршката еве од училиштето? Каде ги правите сите овие експерименти во училиште или некаде дома или пак во некоја надворешна институција? Сето го правевме на училиште, имавме поддршка од повеќе професори кои што беа исто така заинтересирани во самиот производ. Ова е многу вака темелно, домаќински направено. Што се ви треба како поддршка еве ова да се најде на некој рафт? Како прво ни треба лушпата од Оризот, која е ефтина. Тоа имате. Да. И ефтино ќе ја набавите, но понатаму. Понатаму ни треба тегли, пакување, се до тоа и етикети. Простор за да, и простор за производство, процес. печка, Сега во чија печка го правите? Или си најдовте некој начин за импровизација? Имате некаков бизнес план колку би ве чинело тоа за да почнете? Колку поддршка ви треба, нека биде ова апел и за 30.000 евра за инвестиција за да го почнеме бизнисот. Прво. Што би значило тоа 30.000 евра? Фабрика, погонче, колку би било производството? Најмалиот простор што можеме да го обезбедиме за да го започнеме целиот процес на производство. Не сте разговарали со некој од постојните производители па да му го понудите како идеја? Не, се уште не. Се уште не. Значи, за 30.000 евра нов македонски бренд од млади луѓе. Може ли да го пробаме? Јас очекував дека е првично поинакво средство течно, меѓутоа ова е паста. Ова е паста. Сега, не знам колку некоја камера ќе фати, повелете од оваа страна, јас ако не работи, ќе треба да купувам, не ми работи, мене е пенкалово. Се обидува. Зошто? Чекај да пробаме. Сега, ако не успееме, тогаш јас купувам нова маса. Така ќе мора кај нас. Ајде, мала демонстрација како се тоа функционира. Зимаме од пастата, ја нанесуваме, може и на сунгерчето, и само го стругаме ова.
Мора да избрише се сега за да убаво да фати камера, а и рад да си отидеме од тука, дека не сме направиле некоја голема штета, а и да демонстрираме. Немој толку, почна веќе масава малку побела да не биде од што е другиот дел. Ова е одлично, го користите дома? Да. И се зголемували джепарлакот, бидејќи веројатно дома веќе штедат на средства за чистење. За што се може да се користи? Може да се користи во кујна, за во садови. тоалет, за миење на садови, за чистење на било какви површини, бидејќи е органско, нема химикали. Тој беше една од нашите цели. Останатите средства на маркетот користат многу химикали, ги видишуваме секојдневно. Нашиот производ може да се користи во кујна со храна. Наш маркет би биле, например, производството на храна, ресторани. Тоа би било органско. Сами го правевте бизнис планот или и тука имавте? Да, сами. Имавме малку помош од еден наш професор во врска со финансиите, со бизнис страната, бидејќи ние сепак сме информатичари, не го учиме предметот бизнис. Тоа ме изненади, сите сте информатичари. Од каде ова хоби, оваа пасија и која еве се трансформираше во еден совршен иден македонски бренд? Идејата потекна од тоа што сме откочени, мислам, тие се откочени, јас не сум баш од Виница сум, но тука сме некаде и се знаеме сите. Семејството ни се занимаваат со земјоделство, така да знаеме кој што може да работи и да прави. Идејата ни дојде од тоа што лани они беа на надпреварот во Скопје, но не победија и решивме да се пласираме уште еднаш, да пробаме да искористиме оваа шанса. И така ни дојде идеја да направиме средство кое може да чисти. Значи, упорни сте. Да. Што е следната цел? Следната цел е да го видиме Ризоник на рафтовите во маркетите и да се гордееме со него. И се надевам дека повеќе средношколци ќе имат некоја иницијатива да направат нешто повеќе за нашата држава. И тоа. Еве, од секој по една порака, еве, до вашите врсници. Сите што имаат некоја желба или мислат дека во некој производ има потенцијал, нека најдат начин да успеат да го создадат истиот производ. И еве, за вас двајцата, за крај, ретка можност, тоа обично се плаќа на телевизија, меѓутоа бидејќи сте млади, креативни и ентузијасти, еве, можности за еден апел, можеби за потенцијални поддржувачи на една можеби убава приказна, како што вие замислувате, еколошко средство за чистење на македонските рафтови. Кој ќе ја упати пораката? Јас. Еве, повели Валентин. Сите кои веруваат во оваа идеја, нека не контактираат. Тука сме и ќе ја искористиме секоја помош која ни е понудена. Така сакаме да го оствариме потенцијалот на овој производ и да ја искористиме нашата идеја до максимален потенцијал. Покажавме дека работи и се надевам дека ќе предизвикаме интерес. Јас уште еднаш ви честитам за наградата, ви честитам за оваа креативност, за производот и оваа фаза до која што стигнате и ви посакувам многу успех понатаму, особено во Порторош, каде што ќе ве учат за комерцијализација и маркетинг. Тоа е некаде во октомври, така? Така да се надеваме дека потоа можеби ќе имаме можност ова да го имаме и на нашите рафтови. И дома да не биде чисто и еколошки, така?
Ви благодарам уште еднаш и многу успех во сите ваши обиди. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со Телма.